Слаѓана Кировска со дизајн и рачна изработка на накид се занимава подолг период. Низ годините истражува најразлични техники, а главно се инспирира од природата. Изминатиот период имаше еднодневна изложба на накид кој што е направен од глина и во продолжение ќе зборуваме токму за нејза. Слаѓана, честитки за оваа ваша изложба која што е накид изработка од глина, што беше инспирацијата? Па убаво, како што кажавте, инспирацијата беше од природата и од секојдневието, уметноста на животот да бидам практична, корисна и така комплетна. Така да искрено, како и секојдни работи во животот, неочекувани, непланирани, не само борба за живот, да се нешто да се извади некој денер, туку сатисфакцијата е што создавам нешто ново, неповторливо и уникатно. И нормално да биде и практично. Баш и сега сум полна со идеи, ова е увертира за понатека, за изложби, да речеме. Значи, не сум само со овој вид на изработка, ова е еден сегмент од животот. Че јас мислам, и на стакла работам, и платна, и витражи, и мозаици. Така да уметноста ја гледам во секоја нешто да, што би рекле, од ништо нешто да направам, али успешно ми оди. Така да тоа ми дава секоја пречка, да речем, животот е тежок. Па да тежок е, реално суров е за сите, за кој повеќе, за кој помалку. Меѓутоа, тоа ми дава и поттика да работам на себе. Дека уметноста, значи, обично луѓе имаат представа дека тоа е виолина, клавир, слика. Не, уметноста е начинот на животот. Да излечеме најубавото и да биде комплетно, да има сатисфакција секој момент дел од мојот живот. Така да, и нормално тоа веќе која е се како што треба и како што сакам, така да доаѓа до резултат. Да, навистина ова се автентични парчиња на накид. Какви се техники имате употребувано? Искрено, тоа мене инспирацијата ми е непресушна. Значи, дури и кога сум и расположена и кога сум тажна. Тоа е едно клише и една заблуда, мислам, стереотип. Нели вие уметниците седеме треба да пиете, па да добите инспирација, па деме кога се тажни, па кога врне, не. Тоа е апсолутно не е вистина. Уметност, значи, во секој момент гледам убавото и кога во секој момент гледаш убавото, па да, и кога и врне, и кога вее. Значи, обично луѓе имаат представа, времето е убаво, сончево. Да речеме, зависи, али сепак убавината е во се. Значи, кога ја гледам таа комплетност по секоја нешто, тогаш она доаѓа до израз и самите работи ти доаѓаат идеи. Еве сега после изложбата ќе пешачам, ќе одам малце неке дома, пошто живеам предалеку, меѓутоа ќе уживам малце во пешачењето. И секој ден јас во пешачењето едноставно се релаксирам и едноставно наоѓам идеи за некои нови планови. Али тука има и други параметри, што човек треба да биде комплетен, искрен сам пред себе, коректен со луѓето. Многу други работи. Уметноста не трпи компромис. Уметноста да кажем, со разноврсни работи може човек да се изрази, но сепак мора да има некој принцип, мора да има некои правила. Така да, уметноста е дел од мојот живот. Да, тоа се забележува, нели покажува вашата работа низ годините. Колку време ја подготвувавте оваа изложба? Искрено, како и секојаш, јас овие ги направив, пошто имам папка со слики, малце ми е габаритна и се така, како да кажам, како една фаза. И кога работиш континуирано,
самите работи ти доаѓаат да идеш на поголемо ниво. И си викам, чиге, викам, дај нешто да сменам. Не дека јас ги баталив сликите, не. Едноставно чекам нешто да носам нешто да ми биде полесно за, нели, да биде за транспорт и да биде, нели, понешто луѓе што ме знаат како клиентела и што така, кај што нудам и така и доста успешно. Па добро, успешно е нешто кој ќе замислам, кога си човек, кога си комплетен, кога си сам со себе, да речеме, општо тогаш работиве. Животот е едноставен, така да како да кажам, кога е човек, кога е искрен, кога го прави оно што го мисли, оно што го сака. Така да немав некој план, онака да кажам, така спонтанно. И нормално сите спонтанни работи, додуше јас сум посакувала нормално, сега стварно планирам изложба, али тоа планирам не да форсирам, пак ја оставам на спонтанноста. Спонтанноста е најубав начин на живење и да се остварат сите работи. Тоа се подразбира, звучи малце, може несериозно, не, спонтанноста е кога даваш време работиве да си дојдат сами на себе, али нормално со коинтонирана работа на себе. Значи, коинтонирана работа на себе се мисли, значи, како личност, како начин на животот, стилот, многу други работи. Спонтанни работи, мислам. Така и спонтанно или настана и оваа изложба. Честитки уште еднаш од екипата на Алфа телевизија. Се гледаме на наредна изложба и ви благодарам на одвоеното време. Ништо, фала. Може во следната изложба да биде нешто и од уште попрактично, кај капутот што го шиев јас. И тоа исто излезе непланирано. Добив некои кебиња и така си викам, што ќе им правам, и така ми дојде и направив. И баш убаво решив денеска да го, не поради, да кажам, прс парада, него наставно и ме послужи за што ме топлеше. Така да, тоа е спонтанноста, така ми дојде и така да немаше, баш успешно излезе тоа, така да нови работи ќе правам понатака. Нови да бидат инвентивни, да бидат практични и да бидат така нешто што нема, што се нема видено. Така да сум полна со идеи. Ние ви посакуваме многу успех во иднина и ви благодарам уште еднаш на одвоеното време. Фала и вам.